вечер Прилеп, добро вечер слободари, добро вечер втеменители на македонската слобода и независност. Добро вечер граѓани, горди граѓани, никогаш не покорени, осиромашени, опустошени економски, но богати во срцата, богати во душата, оноку колку што не може никогаш да има Никола Груевски во својот джеб, толку имаме ние во нашите срца, толку имаме ние во нашите души. 2 месеци, почитувани граѓани, Македонија се тркала по улиците. 2 месеци граѓаните на нашата држава бараат правда, затоа што тоа е нормално, затоа што така треба, затоа што ако нема правда, не може да има мир. И затоа и денеска рековме, не можете да ги бркате луѓето кои што ја фарба оваа држава заради убавината на шеренилото и да ги казнувате и да ги ставате во домашни притвори, а најголемите криминалци што мајка ги има родено, кои што се Никола Груевски и неговата вркушка, да шетаат слободни. Затоа нема да молчиме и затоа велиме, доста беше молк, нема веќе молк, доста беше молк. Почитувани граѓани, се обидуваат со разни ситни игри и игранки да стават крај на оваа револуција. Вчерашното наводно или целосно полекување на аболицијата на Ѓорѓе Иванов беше само знак или обидни да ја нормализираме ситуацијата. Дојдовме овде во Прилеп, овде каде што започнавме да се бориме, да кажеме дека продолжуваме да се бориме, дека нема да застанеме да се бориме. Овој пат е готово, Никола. Овој пат си готов, Никола. Нема да застане народот се додека не те пратиме онаму каде што ти е местото, Никола. Почитувани граѓани, во овие 10 години пустош, во овие 10 години владење на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, камен на камен не оставија. Нема куќа што не ја запустија, нема семејство кое што не проплака, нема семејство кое што нема директно свое дете, свое чедо или некој многу близок роднина пратено во странство. Нашите деца, наместо да ги гледаме и да им се радуваме, пред нас ги гледаме по скајпови, пишуваме со нив по вибери. И затоа велиме, не може да има овој пат опростување, нема овој пат да застанеме, затоа што Никола ја уништи иднината на оваа држава. Но, станавме, застанавме и кажавме, ние сме тие кои што ќе си ја вратиме иднината, ние сме тие кои што ќе ја изградиме иднината, ние сме тие кои што ќе ја вратиме државата на нас, на тие што нам ни припаѓа на граѓаните. Нема да дозволиме нови криминални избори. Ќе мора овој пат Никола Груевски да се соочи со граѓаните на слободни, фер и демократски избори. И дозволете ми овдека во име на Социјалдемократскиот сојуз да порачам на Уставниот суд. Имате рок до 18 јуни да се произнесете и да кажете дали специјалното јавно обвинителство е уставен орган во Република Македонија. Затоа што тоа е единствениот орган кој што оваа работа или својата работа ја работи без ВМРО-ДПМН да ги има ставено своите канџи. И затоа вела дека бил про СДС. Не, луѓето си ја работат работата согласно законот. Не се ничиви, меѓутоа, онаму каде што владее законот, таму нема место за Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. И они тоа добро го знаат. И токму затоа нивната работа им смета. Нема да дозволиме да го угушите и уништите светлиот крајот на тунелот, светлоста на крајот на тунелот кој што се вика право и правна држава. Затоа што пред законите мораме сите да бидеме исти. Затоа што тоа е Македонија за која што се бореа нашите предци, тоа е Македонија која што ја прогласивме за самостојна во 91-та година. Македонија во која што сите ќе бидеме еднакви и каде што сите ќе вредиме, без оглед на нашата политичка, партиска, етничка или религиска припадност подеднакво. Затоа што сите сме родени како луѓе, сите живееме како луѓе и сите мораме да ги уживаме истите права и да ги имаме истите обврски
како и секој друг граѓанин. Токму затоа, почитувани пријатели, дозволете ми од овдека да ви порачам, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да застане. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја предводи демократска Македонија, слободарска Македонија, во конечната пресметка со оваа криминална банда. Сакам да им порачам на честите членови на ВМРО-ДПМН. И такви ги има, и такви треба да ги има, затоа што тоа е здраво за шарена Македонија. Исчистете си ја партијата од сопственото ѓубре. Исчистете си ги своите редови од криминалците. Ние немаме против никој ВМРО-вец, ама имаме многу против вашите криминалци. Имаме против оние кои што испокрада оваа држава. И затоа ве повикуваме, дојдете со нас, заеднички да изградиме повторно слободна и демократска Македонија. Почитувани граѓани, денеска продолжуваме со нашите маршови. Денеска продолжуваме, и тоа сакам да го знаат сите јасно, со боењето на Република Македонија заради убавината на шаренилото. Вчера во собрание една од пратеничките на ВМРО-ДПМН вели сме го уништувале културното наследство на Македонија. Као да се тоа замуци на баба и грофицата. Оваа држава има културно наследство, ова е нашето културно наследство и ова не е офарбано. Затоа што ние знаеме да ги вреднуваме работите. Затоа што ние знаеме да ги цениме работите. Затоа што ние знаеме и кој сме и што сме. И од каде сме дојдени и каде сакаме да заминеме. Ние знаеме дека оваа држава нема да ја оставиме на криминалната банда. Знаеме дека со криминалците ќе расчистиме една за секогаш и заеднички ќе ја градиме Република Македонија. Да сте ми живи и здрави, ве поздравувам.